на обединување и отрезнување и интегрирање. Слушавме денеска некои така наречени аналитичари, велат најавуваат дестабилизација на Македонија во септември, ако не го решиме прашањето за името. Зошто е страф? Повелете. Јас мислам дека тие луѓе или не ја сваќат суштината на македонизмот и на македонската цивилизација, големината, не можат да направат правилна оценка, или немат доволно информации, или ги имат информациите па ги кријат, па сакат да ни презентират нам една друга Македонија која де факто они си ја замислиле, а без никаква аргументација. Ако ценетиот Глигор во Обединетите нации тврдеше дека Македонија има само 130 години борба за независност, тоа е најголемата лага која е кажана пред Обединетите нации. Македонија има борба за постоење. Македонија има организиран живот. Македонија покажа како треба да се прават царства, кога другите живееле во некои си мизерни градчиња државички и се плашиле да излезат надвор од своите ѕидови. Тогаш еден Филип направил една огромна урбанистичка политика на заштита на државата, на рамномерно живење по цела територија на Македонскиот полуостров. Направи едно царство како фундамент за да после може Александар да направи едно царство 3,8 милиони квадратни километри, да изгради 70 градови Александри, а потоа и Селевкидите, 110 други градови, да изнесат од овдека најмалку околу 2 милиони луѓе во тоа време, да направат градови, како што е Александрија, кај што при крај на првиот век пред наша ера достига некаде до 1 милион жители, кај што има библиотеки, има сите културни објекти од областа на културата, од областа на политичкото живење, од областа на трговијата, значи направи најголеми трговски центри во светот. И сето тоа сега некој сака да ни го приграби. Направиле академии, направиле музеи, направиле лицеуми, направиле што се не. Цела купната таа култура сега некој сака да ни ја прикаже како некоја се хеленистичка. Нашиот образовен систем треба да си го промени начинот на презентација на македонската цивилизација. Значи, нашиот универзитет треба да оформи древна македонистика. Нашите учени луѓе или нашите студенти кои го завршуваат тој систем, јас викам дека се тие интелектуални инвалиди. Не можат нашите археолози да се занимаваат со оваква проблематика затоа што не добиваат вистински информации, не дека децата не се интелигентни. Интелигенцијата на овој народ се развива најмалку 600.000 години. Ние можеме со аргументи по пат на етимологија, по пат на писмена традиција, по пат на артефакти кои ги наоѓаме на овој простор, по пат на тоа што други за нас пишувале, да почнеме некаде со 445.000 години пред наша ера па до денес. А господин Илјов, тогаш